Имаме гости во студиото на тема македонски паничар. Тоа е национално признатата македонска раса која што се бориме интензивно да биде призната и во меѓународни рамки. А гости ова утро се Владко Костовски, кој што е од Сдруженијето, представник на Сдруженијето македонски паничар, и Мирче Владимиров, собственик на Макс, кој што е победник на првото државно првенство или првата државна изложба. И Макс е тука. Макс не слуша. Има некоја своја ориентација одмара ова празнично утро. Добро утро за сите тројца. Владко, ќе почнеме со вас. Како помина првата државна изложба на македонски паничар која што се одржа во паркот во населбата Ѓорче Петров? Најнапред да им го честитам празникот на гледачите, 1 мај, ден на трудот. Изложбата, првата државна изложба за македонски паничар, која се случи на 23 април во неделата во паркот, помина со 43 кучиња пријавено во каталогот, стигна околу 36-37. Судија во рингот беше меѓународниот кинолошки судија Габриел Стибел, многу искусен кинолошки судија кој оценувал кучиња на 3 континенти, па и во Африка, и во Азија. И особена чест ми представуваше што Габриел ја прифати поканата да мора да ја прифати од Ѓорче. Од Ѓорче, да. И не само што е Ѓорче, и што Габриел е човек кој знае да процени што е македонска национална вредност. Габи го познам многу одамна, уште од времето кога бев председател на клубот Македонско овчарско куче Караман. Знам што се Габи има направено и за таа раса, а сега и за македонскиот паничар, и зад сцената, и во времето кога беше генерален секретар на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. И заради тоа и заради неговото богато меѓународно искуство, искусен судија, ми беше драго што Габриел прифати да ја оценува, и се додека сака, тој ќе прв ќе биде кој ќе има можност да ги оценува македонските паничари. Изложбата за отворена ја прогласи градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски. Беше поканет и председателот на Кинолошки сојуз на Република Македонија Јордан Христовски, меѓутоа заради него надпревар во стрелаштво тој ден не присуствуваше. Делегат на изложбата беше Наташа Настеска. Времето не послужи, помина добро и се надевам дека од сето тоа ќе искочи еден добар документарен филм кој ќе можат гледачите на YouTube каналот да го не само на YouTube, и ние се заложивме во претходните ваши гостувања дека и македонската телевизија ќе подготви едно видео издание за расата македонски паничар, со кое што сакаме да придонесеме оваа раса која што има представка македонски да биде призната во светот и да биде наш амбасадор. Дали сте задоволни? Тие што бевме на изложбата, видовме дека имаше релативно голема бројка на кучиња, голем број на представници, голем број на модели, ќе ги кажеме. Како сте вие задоволни од квалитетот на тоа што се виде таму, од квалитетот на кучињата кои што беа изложени и представени? Како за прва изложба, ние сме задоволни од учесниците, од квалитетот на кучињата, и се надевам дека секоја наредна година, затоа што Кинолошки клуб Македонски паничар еднаш во годината ќе прави државно првенство за оваа раса, дека следната година ќе има и повеќе и поквалитетни кучиња, и секоја наредна година популацијата на оваа раса ќе се зголемува, дека свеста кај македонците ќе биде на тоа ниво дека ако се решени да чуваат мала раса на куче, зошто би чувале кинески пекинезар, англиски Джек Расел, кога го имаме македонскиот паничар, раса која се одгледувала на овој простор уште пред 7000 години. Значи сите остеолошки материјали, не само во Македонија, на целиот јужен дел од Балканот, укажуваат на тоа дека во неолитските населби се одгледувале кучиња со мал раст. И во моментов тоа е најбројна популација на кучиња во Македонија. Ги има во сите села, населби. Попознати меѓу македонците се како берџи, пани, паничиња, сега ги викаат и миници, ама знаеме дека тоа од англосаксонски
називто е поново именување, меѓутоа заради тоа да може да се изведе машки, женски и среден род, паничар, паничарка, паничарче, не може да викаме машко паниче, женско паниче. Да. Вториот гостин во студиото, Макс, здраво. Тој е третиот гостин. Вториот гостин во студиото ни е Мирче Владимиров, кој што е собственик на Макс, победник на првото државно првенство. Па како вие сте задоволени од тоа што помина и тоа што се случуваше во Ѓорче на првото првенство? На првата изложба државна. Настанот беше одличен. Мене многу ми се допадна што беше можам да кажам и масовно, иако се работи за се уште недоволно афирмирана раса. Преку 40 учесника имаше, во сите категории имаше, сите возрастни категории беа фатени и ми се допадна целиот настан. Колку ваквите настани придонесуваат прво да се афирмира расата, потоа да биде светски призната и на крајот нели да биде наш амбасадор во светски рамки? Колку е потребно да се одржуваат вакви настани, колку е потребно луѓето да бидат слободни да дојдат и да се пријават за учество? Треба да бидат сосема слободни, Владко убаво кажа, значи тоа станува збор за кучиња кои ги сметаме за обични, не расни, така и ние мислевме исто за нашево. Треба сосема слободно да се пријават, кој ќе разбере дека има изложба, без никакви предрасуди, без ништо, слободно, нека се пријават, нека учествуваат, ќе видат колку уствари има такви кучиња кои луѓе ги носат на изложба. Значи... Да, Макс гледаме дека е добро негуван, релативно е мирен, сака да биде блиску до човекот со кој што живее, нема да кажеме до собственикот, малку е груб тој назив, така да го квалификуваме. Предпоставам дека Макс е дел на вашето семејство. Какво куче е Макс? Макс е одличен, ние во стан го чуваме. Значи е многу дисциплиниран, никаква штета не прави по дома, буквално. Никога беше кутре, никогаш. Ја држи чиста куќата, значи сите физиолошки потреби си ги обавува надвор, јавува кога му се оди. За остане многу соодветен. Мирен ли е за соседите? Го забележуваат ли? Лае ли? Здодевен ли е? Или... Многу грлат е, можам да кажам. Кој ќе чуе кучиња од надвор дека лаат и он се јавува исто. Значи кога е испровоциран, инаку е... Не, мирничка, не. Се обидуваме да ги доловиме карактеристиките на ова куче, на оваа раса, за да ги испровоцираме луѓето да се обидат, да посакаат да го чуваат. Јас препорачувам, значи за чување во двор или во стан во било какви услови, он е соодветен, погоден. Значи можам само да кажам дека е одличен за дома. Пријател ли е на семејството, на децата? Како не, да. Моите деца се до души големи, и тоа е одличен со други деца, со децата од соседството, на игралиште дечињата го познаваат, он им врти со опаш кој ќе го викнат и така. Секогаш пријателски настроен. Владко, убаво е да се слушнат позитивни критики или искуства за расата за која што се обидувате да ја афирмирате. Патем вие сте и наставник во Основното училиште Мирче Ацев. Секој ден сте со деца. Како децата го прифаќаат македонскиот паничар? Од оно што ќе може да се види на документарниот филм за изложбата, гледачите ќе можат да видат дека уствари во најголем дел дечиња ги внесуваат во ринг кучињата и тие повеќето од нив првпат се среќаваат. Јас и брат ми Маријан Костовски чуваме 15 кучиња. Ние секако бевме во рингот, ја отваравме изложбата со гостите. Тие 15 кучиња кои ги внесуваат се најголем дел мои ученици, кои одвај чека да си одберат куче и да го внесат. Кога сме кај изложбата, да не изумиме да го споменеме дека почетокот на изложбата настапи хорот на Основното училиште Мирче Ацев, диригиран од професорката, наставничката Ангела Костич, голема благодарност до неа. Испеаат
4 преубави песни, химната на Република Македонија. Едно име имаме на 4. мај и Заветна. Да. И беше пропратена изложбата со уште две нешта. Тоа беше ликовниот и литературен конкурс Македонските раси на кучиња, најдрагите придружници на децата, на која учество зема. Конкурсот беше распишан од нашиот клуб. Учество зема 40 училишта од Република Македонија. Изработија преубави изработки. Тие беа изложени во паркот, а покрај таа изложба имаше уште една изложба на стари фотографии од 20 век, значи изложба на македонски паничари од 20 век, за да се види дека расата постоела. Не само на македонските антички монети, кај што го има покрај Александар I, на неолитските населби, туку во континуитет во Македонија се одгледувала, особено добар дел од тие стари фотографии се и направени за време на Првата светска војна, затоа што на овој простор доаѓале германски војници, француски, англиски, кои носеле фотоапарати со себе, па дел и они тие што се сликале. А знаеме, ова е урбано куче, живее во населбите, не е овчарско, па на планините, па нема кој таму да фотографира. Туку знаело да упадне во кадар на семејни фотографии и така натаму. И тоа се 50 на фотографии кои јас изминативе години сум ги собирал и беа изложени во паркот за посетителите да можат да видат како изгледале, дека, пазете, тоа не било раса. Раса се прави. Значи, 8 крвни линии, секоја крвна линија, 2 мажјака, 6 женки. Тоа е процес на создавање, за да на крај испаднат јајце на јајце. Меѓутоа не јајце од ној и јајце од препелица, него од иста птица. Тоа е процес од 10 години, треба да се создават во тие 10 години 1000 кучиња, тие со правилна селекција на крај излегуваат исти. Значи, единките создаваат потомци кои се идентични на нивните предци. Вие кој ќе наредите доберман и сите се истине, ќе си го помешаш, не знаеш кој е твојот. Значи, ние треба да дојдеме во таа фаза каде што ќе не може да си ги препознаваат кој е чиво е. Бевте и на Маршал Купот, имаше 2 представника македонски паничар, кој што викендов се одржа. Затоа и Габриел Стибел не може да биде тука, затоа што има обврски со меѓународните арбитри. Тој име домакини, сега ги разнесува, ги враќа по аеродроми и слично. Ќе го поздравиме и во следна прилика ќе ни биде гостин. Секое гостување ќе ве прашуваме истото. Колку е тешко или лесно да се промовира во светски рамки и да биде призната оваа раса македонски паничар? Македонското овчарско куче Караман, јас и брат ми уште 1998 почнавме да го одгледуваме. Значи, поминати се повеќе од 20 години. Дури сега, веќе во светски рамки, значи од ФЦИ, Светската кинолошка федерација, во добар дел е завршена работата, во моментов се снимаат кукови, председател на клубот сега е Илија Каров, одлично го менаџира клубот, се снимаат куковите на кучињата, кои се дел од снимките, треба да се достават во ФЦИ, генетски анализи и така натаму. Родовната книга, се тоа што треба како документација да се достави во ФЦИ и Караманот е на чекор пред признавање во Светската кинолошка федерација. Македонскиот паничар е на самиот почеток, 4-5 години како сме почнале со селекција, по најдобар случај за 5 години би тоа е нешто најбрзо што би можело да се очекува. Се надевам дека ќе ни остане кусур време да поработиме на македонскиот дарат, јас и Маријан, затоа што тој ми е најромантичниот дел од македонската кинолошка историја. Тој изумрена раса. Тоа е куче што го имал Александар Македонски, што е опеан во 30 на македонски народни песни. Не вариетети на една иста песна, па најдена во Тетово, во Битола, туку различни како мотив. И се надевам дека после паничарот ќе го работиме македонскиот дарат, но за тоа нека прво македонскиот паничар да го селекцијата да издигнеме на повисоко ниво, да
да го доведеме на чекор пред признавање барем. Точно 15 минути во предвидениот термин траеше разговорот. Македонската телевизија е тука да ви помогне во вашите намери, затоа што сте благородни, затоа што на Македонија и треба уште една раса која што ќе биде меѓународно призната. Ете, нека биде и Караманот, тука е Шорпланинецот, нека биде Паничарот и сите други. Нека се што повеќе со цел да бидат наши амбасадори во меѓународни рамки. Владко Костовски и Мирче Владимиров ово утро гости во Македонија на утро, и Макс, поздрав и до тебе. Се одзива на Макс, добро. Благодариме уште еднаш што добавивте време овој празничен ден да бидете гости во Македонија на утро.